Почитувани ученици, добар ден. Денеска се наоѓаме во Државно средно училиште Гимназија Гоце Делчев од Куманово. Пред вас е предметниот професор по спорт и спортски активности во исто училиште Слободан Стојчевски. Нашата тема е атлетика, а методска единица за денеска е скок во височина, опчекорна техника или стредел. Кратко за атлетиката можеме да кажеме дека таа постои уште од постоење на човекот, бидејќи ги содржи елементите на одење, трчање, скокање и фрлање или во комбинација. Организирани надпревари може да ги побараме во периодот на антиката, античкиот период, односно во Стара Грчка или првите почетоци се Олимписките игри. И пред тоа нешто постоело, меѓутоа официјално тука може да ги побараме, но за историјатот нема да зборуваме, веројатно некој наш друг колега има за презентација за историјатот на атлетика. Скокот во височина, опчекорна техника или стредел се изведува во 4 фази, и тоа залет, одскок или одраз, лет и доскок. Залетот се изведува праволинијски под агол од 30 степени. Должината на залетот изнесува 7, 9 или 11 тркачки двочекори. Залетот е прогресивно забрзан и оптимално брз. Последниот чекор од залетот е нешто пократок, а последниот подолг. Зголемување на последниот чекор се овозможува со побрзо движење на долните екстремитети, а тоа придонесува со останување на карлицата и трупот, при што телото на скокачот доаѓа во кос нагиб према назад. Одразната нога се поставува со петица на одразното место. Замавната нога, која се наоѓа за телото, со брзо движење се повлекува кон напред и горе. Движењето на замавната нога се сопира нешто повисоко од хоризонталата. Тоа сопирање на движењето го нарекуваме блокирање. Рацете од полупогрчена положба за телото, со мал полукружен замав према себе и кон внатре, се движат према напред и кога ќе дојдат пред телото над хоризонталата, се блокираат. Замавот со замавната нога и рацете се изведува истовремено и истовремено се врши нивното блокирање. Во тој момент доаѓа до најголемо растеретување на одразната нога од тежината на телото, што овозможува целосно опрушување на скочниот, зглобот на коленото и зглобот на колкот. На тој начин, на тежиштето на телото му се соопштува определена брзина на движењето по вертикала кон горе. Одразот се врши преку средниот дел на стапалото и завршува преку прстите. Извршениот одраз започнува од фаза на летот до летвата и преку неа. Најпрвин се пренесува замавната нога и раката од страна на замавната нога, а потоа главата, трупот, карличниот дел и на крајот одразната нога. За време на летот, телото се врти со градите према летвата и кога се наоѓа над истата, на високиот дел е карличниот дел од телото. Во тој момент од страна на одразното место се наоѓа одразната нога, која по извршениот одраз се погрчува во зглобот на коленото и колкот. Во моментот кога телото е над летвата со ротационо движење од зглобот на колкот, одразната нога се извртува према горе и деловно се испружува во зглобот на коленото. Ова движење има двојно значење. Прво, го далечува тежиштето на одразната нога од летвата. Второ, се создава дополнителна ротација на телото околу надолжната оска, што допринесува успешно превалување најсложениот елемент во скокот. Доскокот се врши на странична страна од замавната нога. Методска постапка за обучување на техниката. За да го научиме овој елемент, поради сложеноста на техниката на скокањето, нема да ја обучуваме целосно. Прво, се учи правилна положба на телото над летвата во фаза на летот едновремено, со тоа ќе го обучиме и доскокот. Потоа се учат другите елементи. Со работа на одразната нога, потоа фаза на одраз со нагласок на замав со раце и замавна нога и на крајот мерење на залетот. Прва вежба. Летвата се поставува на височина 40 до 50 см, за да може учениците да ја опчекорат, а таа да не падне. Се застанува пред летвата со одразната нога, се подига замавната нога пред себе
и се пренесува преку летвата на доскочното место. Истовремено преку летвата се префрла и раката од страна на замавната нога, се навалува трупот према летвата, при што се врти со градите кон летвата. Доскочното место се допира истовремено со стапалото на замавната нога и дланката на раката од страна на замавната нога и се паѓа странично. Прва вежба. Летвата ја дигаме повисоко и залетот го изведуваме под огло 30 степени. Овие две вежбите се за обука на фаза над летвата и доскокот. Следните вежби се за учење на работа на одразната нога. Од стоечка положба се подигнува одразната нога, поврчува во зглобот на колкот и коленото. Со движење во зглобот на колкот се извртува ногата и се одведува од страна и испружувајќи се во зглобот и се испружува во зглобот на коленото. Во легната положба на подлогата се врши подпирање со дланките и предниот дел на стапалата. Карлицата е поставена нависоко, се подкрива од одразната нога, се извртува од зглобот на колкот, се одведува настрана делумно, се испржува во коленото и се паѓа странично. Обучување фаза на залет. Во слободен простор се поставува одразната нога со петици на тло. Замавната нога е погрчена назад, а телото косо подадено назад. Од оваа положба се изведува повеќе замавната со опружена од оваа положба се изведува повеќе замавнувања со опружена замавна нога и нејзино блокирање, односно зауставување на движењето. Следна вежба, исто како претходна, се вклучува со вклучување на рацете и со полукружен замав кон телото и блокирање во исто време со рацете изнад замавната нога. Следна вежба. Во слободен простор со неколку чекори залет се поставува телото во положба пред одраз, се изведува замав со рацете и следи одраз по вертикала. Следна вежба. Поврзување на залет, правилен одраз и други елементи поврзани со него и изведување на скокот. Благодарам на вниманието и се извинувам ако има некоја техничка грешка при куцањето. Довидување.